Бисмилахи-рахмани-рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Исус во Индија. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. Имам Мехди ветениот Месија, основач на Ахмадија муслиманскиот џемаат. तू जो मद्दे नजर नहीं होता. Меѓу сведочењата од Евангелието се и следниве изреки. Бидејќи беше петок, јудејците, за да не останат телата на крст во сабота, оти во таа сабота беше голем ден, го замолија Пилата да им ги прекршат колената и да ги симнат. Тогаш дојдоа војниците и им ги прекршеа колената на првиот, како и на вториот, што беа распнати со него. А кога дојдоа до Исуса и го видоа дека беше веќе умрен, не му ги прекршија колената, но еден од војниците со копје му ги прободе ребрата и наеднаш истече крв и вода. Овие изреки јасно покажуваат дека за да се прекине животот на распнатите, било во пракса да се остават распнатите неколку дена на крст и потоа да им се скршат нозете, но нозете на Иса алейхи селам, Исус, намерно не биле скршени и тој жив бил симнат од крстот, како и двајцата кратци. Тоа е причината што од неговата слабина потекло крв кога го проболе, зашто инаку крвта на мртвиот би била засирена. Ова јасно покажува дека тоа било некој вид на таен план. Пилат бил богобојазлив и човек со добро срце. Тој не можел повторно да покаже склоност кон Иса алейхи селам, Исус, од страв кон Цезар, затоа што евреите го осудиле Иса алейхи селам, Исус, како бунтовник. Било како било, Пилат бил доволно среќен да го види Иса алейхи селам, Исус, но Цезар не бил со таа среќа. Пилат не само што го видел Иса алейхи селам, Исус, туку исто така му покажал и голема наклоност. Тој воопшто не сакал да даде Иса алейхи селам, Исус, да биде распнат. Од Евангелието јасно се гледа дека Пилат неколку пати сакал да го пушти Иса алейхи селам, Исус, да си оди, но евреите му се заканувале дека ако го стори тоа, ќе покаже нелојалност кон Цезар, зашто според нивното мислење, Иса алейхи селам, Исус, бил бунтовник кој сакал да стане крал. Освен тоа, сонот кој го сонувала жената на Пилат бил првиот знак кој укажувал на тоа дека Иса алейхи селам, Исус, треба да биде спасен од распетието на еден или на друг начин, или тоа за нив ќе биде катастрофа. Бидејќи евреите биле зајадливи луѓе и спремни да го наклеветат на Цезар, тој се послужил со мудрост за Иса алейхи селам, Исус, да се спаси. Прво, тој распнувањето на Иса алейхи селам, Исус, го одредил за досните часови во петок, близу до ноќта во очи на саботата. Пилат добро знаел дека според еврејскиот закон, тие, Иса алейхи селам, Исус, можат да го остават само до ноќта, зашто со започнувањето на ноќта започнува и саботата, а во неа не е дозволено да се држат телата на крст. Така се случило и Месих бил симнат од крстот пред ноќта. Незамисливо е двајцата кратци да бидат живи после 2 часа, а Иса алейхи селам, Исус, да биде мртов. Ова всушност е дел од планот да не се дозволи коските на Иса алейхи селам, Исус, да бидат искршени. За разумен човек голем аргумент е фактот дека кратците биле живи симнати од крстот. Навистина била вообичаена праксата луѓето да биле симнувани живи од крстот и да умрат дури откако ќе им биле скршени коските, или умирале од глад и од жед откако биле оставени неколку дена на крстот. Но Иса алейхи селам, Исус, не поднел нити едно од овие страдања. Тој ниту гладен и жеден бил оставен на крстот толку денови, ниту неговите коски биле скршени за неговиот живот така да се прекине.
Тие тоа го направиле за евреите во невнимание да помислат дека Иса алейхи селам Исус е мртов. Но коските на крадците биле скршени и нивниот живот бил завршен. Тоа би било разбирливо ако би се кажало дека едниот од нив умрел и дека не било потребно неговите коски да се кршат. Освен тоа, се случило Јосиф, близок пријател на Пилат, кој бил и поглавар во овие делови и тајн ученик на Иса алейхи селам Исус, да стигне навреме баш во овој момент. Јас претпоставувам дека и тој бил повикан од Пилат. Иса алейхи селам Исус бил прогласен за мртов и неговото тело било ставено под надзор на Јосиф. Бидејќи тој бил голем човек, евреите не можеле да се препираат со него. Така тој ја презел одговорноста за Иса алейхи селам Исус, кој бил прогласен за мртов, а всушност бил само во несвест. Следејќи ги упаствата на Пилат, тој го однел Иса алейхи селам Исус во одаја со отвор, која била користена како гроб според обичајот кој владел во тоа време, и така тој останал надвор од достапот на евреите. Сето ова се случило во 14-тиот век после смртта на пратеникот Муса, Мојсей, и Месијата бил реформатор од Бога, кој требал да го оживее шеријатот во тоа време. Иако евреите и самите го чекале Месијата, во 14-тиот век и предскажувањето од порано кажувале за неговото доаѓање, за жал еврејските свештеници не ја препознале личноста и времето и го осудиле својот ветен Месија како лажен. Тие го нарекле одметник, изрекле смртна пресуда против него и го однеле на суд. Ова покажува дека 14-тиот век има својствена карактеристика да ги прави човечките срца безчувствителни и прави верски свештеници, оџи, да останат слепи и непријатели на вистината. Споредбата помеѓу 14-тиот век после Муса, Мојсей, и 14-тиот век после честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, кој по статус бил сличен со Муса, ќе покаже првенствено дека и во двата овие века постоел човек кој тврдел дека е ветениот Месија и дека тоа било вистинито тврдење и дека тој бил од Бог. Ние исто така знаеме дека и двајцата од верските водачи на нивните народи биле прогласени за отпадници, ги осудиле како неверници и антихристи и им изрекле смртна пресуда. И двајцата биле одведени на суд, римскиот суд во едниот случај, а британскиот во вториот. Но на крајот и двајцата биле спасени и плановите и на еврејските и на муслиманските свештеници пропаднале. Бог сакал да создаде големи заедници и за двајцата месии и да ги ослаби плановите на нивните непријатели. Накратко, и 14-тиот век после Муса и 14-тиот век после нашиот чесен пратеник, салаллаху алейхи веселем, биле тешки и напорни и на крајот полни со благослов за нивните поединечни месии. Помеѓу сведоштвата кои потврдуваат дека Иса алейхи селам, Исус, навистина бил спасен од крстот, е и онаа изнесено кај Матеј. Тоа наведува дека Иса алейхи селам, Исус, кога му било најавено апсењето кое му предстои, се молил на Бог цела ноќ, плачејќи и пагајќи на земја. Неминовно е дека ваквите молитви, правени со таква понизност, ќе бидат примени, а за кои на Иса алейхи селам, Исус, му било дадено и доволно време. Бог никогаш не ја одбива молитвата на оној што е избран кога моли во неволја. Како тогаш можела да биде одбиена молитвата на Иса алейхи селам, Исус, кој цела ноќ ја упатувал во огорчена состојба и во неволја, особено кога Иса алейхи селам, Исус, лично најавувал дека неговиот Отец е на небото и ги слуша неговите молитви. Како можеме да речеме дека Бог ги слушнал неговите молитви, ако оваа молитва направена во таква состојба не била примена? Евангелијата покажуваат понатаму дека Иса алейхи селам, Исус,
Бил сигурен дека неговата молитва е примена и дека многу се потпирал на неа. Заради тоа, кога бил уапсен и ставен на крст и кога се нашол во околности спротивни на неговите очекувања, тој не сакајки заплакал. Или, лама, савахтани, а тоа значи, Боже мој, зошто си ме оставил? Јас не очекував дека работите ќе дојдат дотаму и дека ќе треба да умрам на крстот. Јас бев сигурен дека Бог ќе ги слушне моите молитви. Според тоа, и двата навода од Евангелието покажуваат дека Иса алейхи селам, Исус, цврсто верувал дека неговата молитва ќе биде услишена и примена, дека неговите целовечерни преколнувања нема да бидат залудни. Всушност, тој сам, со овластување од Бог, ги учел учениците дека ако се молат, нивните молитви ќе бидат примени. Тој покрај тоа им раскажал и една парабола за еден судија, кој не се плашел ни од Бог, ни од луѓето, која имала за цел да им пренесе на учениците дека Бог на вистина ги слуша молитвите. Бидејќи Иса алейхи селам, Исус, бил известен за големата неволја која следува, повторно како сите праведни луѓе, го молел Бог, верувајќи дека ништо не е невозможно за него и дека се што се случило или не се случило, било подложно на Божјата волја. Сега, ако молитвата не узубинлах на Иса алейхи селам, Исус, не би била примена, каков ли негативен впечаток ќе оставило тоа на неговите ученици, кои со своите собствени очи ќе виделе како молитвата на нивниот голем пророк, каков што бил Иса алейхи селам, Исус, која била упатувана цела ноќ со таква жестока страст, не била прифатена. Ваков несреќен пример би бил сурово искушение за нивната вера. Божјата милост затоа сакала оваа молитва да биде примена и молитвата пренесена во Гетсемана на вистина била примена. Тука е уште една работа што треба да се запамети во врска со тоа. Како што постоела завера Иса алейхи селам, Исус да се убие, заради што главните свештеници и писари се собрале во палатата на високиот свештеник по име Кајафа и сковале план за да го убијат Иса алейхи селам, Исус. Така постоела завера да се убие Муса, Мојсей, и исто така и честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. И со таа цел е одржано тајно советување во Мека, на местото наречено Дар ун Надва. Но семокниот Бог ги спасил и двата големи пратеника од злите последици на овие планови. Заверата против Иса алейхи селам, Исус, временски се случила помеѓу овие двете, како тогаш Иса алейхи селам, Исус, да не биде спасен, особено кога се молел толку срдешно и во толку тешка состојба. Зошто да не биде примена неговата молитва, кога Бог ги слуша молитвите на своите слуги, а ги расипува плановите на злобните? Сите луѓе од искуство знаат дека молитвата на напатените и постраданите се прима. Навистина, часот на неволјата е вистинското време за да му се покажат знаците на исправниот. Јас лично сум го вкусил тоа. 2 години наназад против мене беше покрената лажна тужба за убиство од страна на доктор Мартин Кларк, христијанин кој живее во Армистара, Пенџаб. Случајот беше поднесен во основниот суд во Гурдаспур и ме обвинуваа дека сум испратил човек по име Абдул Хамид да го убие споменатиот доктор. Се случи против мене во овој случај да бидат неколку личности кои припаѓаа на трите заедници, на христијанската, хинду и муслиманската, кои беа здружени во настојувањето да го докажат обидот за убиство. Христијаните беа против мене само затоа што настојував, а и сега настојувам да го спасам човештвото од лажните представи кои христијаните ги имаат во поглед на Исус. होता मरहला कोई सर
Денес го завршивме 6-тиот дел од книгата Исус во Индија. Еселаму алейкум.